2016 година е неуспешна година за општина Пробиштип е оценката на градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски, кој пред бизнис заедницата од општината, но и од регионот презентираше се што е сработено. Годината што изминува донесе асфалт во населбите каде што се газеше по кал, нови водоводни и канализациони мрежи и улично осветлување во сите населби, но и во селата. Реализиравме огромен број на проекти, речиси сите проекти што беа предвидени во програмата се целосно реализирани. Се надевам дека и 2017 година ќе има еден сличен интензитет како и 2016 година и сите проекти кои што веќе ги имаме ставено во програми за работа за 2017 година исто така ќе бидат целосно реализирани. Премиерот Емил Димитриев, кој живее во Пробиштип, вели дека најважно за граѓаните и рударите во Пробиштип е што токму во текот на годината се случи рестартирањето на рудникот Злетово, со што рударите се враќаат на своите работни места, а нивните семејства имаат екзистенција. Го рестартиравме во најкраток можен рок, на една квалитетна основа и можам да се пофалам дека сега веќе со работењето на новиот концесионер платите на рударите надминуваат над 50.000 денари за оние рудари кои што остваруваат подобри резултати во работењето, споредено со претходно кај што платите не надминуваа повеќе од 20.000 денари, значи од 20.000 денари зголемување на над 50-60.000 денари плати. Димитриев истакна дека годината што изминува на Пробиштип му ја донесе и новата инвестиција од 15 милиони евра, изградба на леарницата во новата индустријска зона Неокази, а која со работа ќе почне во јуни 2017 година и за почеток ќе донесе нови 280 работни места. Без разлика што ние имавме релативно, односно тешка година на државно ниво, Пробиштип сепак со поддршка од владата имаше една успешна година на планот на инвестициите, на планот на вработувањето, меѓутоа пред Пробиштип предстојат уште подобри моменти бидејќи имаме веќе известно отпочнување на нови капацитети, тоа е рудникот Плавица 2018 година, нови 300 вработувања, 200 милиони евра инвестиција. Општина Пробиштип признанија за 2016 година додели на фабриката за акумулатори ТАП-МАК, потоа на фирмата Булмак, која го рестартираше рудникот Злетово и на штипската фирма Актива.